Почитувани сограѓани, вчера се потврди дека во Република Македонија владее режим, дека ние живееме во полициско-партиско општество. Вчера во Скопје се манифестираше насилие и диктатура. Беа бркани новинари, беа брутално тепани и isfрлени пратеници од Собранието на Република Македонија. Беше тепан народ. Само затоа што сака да одбранат демократијата во својата држава. Од денес во Македонија се случува отпор. Отпор кон насилниците, отпор кон диктатурата. Од денес коалицијата Сојуз еднината ќе манифестира општа граѓанска непослушност. Од денес започнуваме во борбата да ја вратиме нашата држава во нормала. Сакам да изразам благодарност и честитки до сите граѓани кои што и вчера во Скопје и денес овде во Битола застанаа на браникот на демократијата. Браво! Јас сум сведок од внатре што се случуваше во Собранието на Република Македонија. Вчера власта ја погази демократијата, го погази уставот, го погази законот, го погази деловникот на Собранието. На почетокот на пратениците не само што не му беше овозможено да влезат во салата, не ни беа дадени ни картици, ни за гласање, ни за зборување, па камоли за амандманска расправа. Вчера беа тепани не само пратениците, беа тепани жените пратенички, беа тепани бремени жени пратенички. Беа тепани најпрво беа брутално isfрлени новинарите за раце и за нозе ги влечкаја новинарите за да останеме сами и потоа ги пуштија специјалните единици на МВР. Ова е единствена земја во светот каде што власта врши ваков злостор врз сопствениот народ. Врз пратениците, врз новинарите, врз народот. Ова е само почеток. Она што вчера го видовте е само почеток. Ова е почеток на крајот на оваа власт. Која што ќе заврши Никола Груевски, ќе заврши исто како што заврши Милошевиќ. Тоа сите ви го ветувам.